Дали знаете дека Дојран во минатото дури 3 пати го менувал името, а 2 пати и местоположбата? Во антиката, кога владееле македонските кралеви, Дојран се викал Тауријан. Второто име на градот бил Полин, но кога бил сменет од Тауријан во Полин, нема точни податоци. Се верува дека тоа било применувањето на местоположбата на градот од север кон југ. Од Полин турците го преименувале градот во Дојран. Тој бил разурнат во Првата светска војна, кога броел 18.000 жители. Денес името Дојран го носат 3 населби разместени околу Дојранското езеро. Градот Стар Дојран со 800 жители, Нов Дојран со 1200 и на 5 километри на север од стариот град селото Дојран со 183 жители. Во Грција, на јужниот брег на Дојранското езеро, на местото на старата Дојранска железничка станица. Дали знаете дека на маската пронајдена во локалитетот Требениште е изгравирана пчела? Поради тоа што пчелата се наоѓа на челото на посмртната златна маска, некои истражувачи сметаат дека всушност името на инсектот е чела, затоа што во минатото, а и денес во некои краишта, пчелите се користеле како лек за апотерапија, со тоа што и се допушта да го нанесе својот отров на челото на човекот. Се смета дека ако нивните убоди се насочат кон одредени акупунктурни точки, создаваат позитивни стимулации кои поттикнуваат себе излекување и активирање на одбранбениот механизам на организмот. Една од најважните акупунктурни точки се смета дека се наоѓа на челото меѓу очите и дека таа точка го стимулира мислењето, донесувањето одлуки, но и како точка која ги контролира другите акупунктурни точки.